Добро вечер и од мене до сите, почитувани професори, почитувани експерти, пратеници, присутни овде, почитувани заинтересирани, представници на граѓанските организации, луѓе кои што веројатно со внимание го следите овој важен процес во нашата Република Македонија. Мене ми е чест да вечерва ја отворам првата јавна дебата од низа на јавни дебати по повод уставните амандмани кои што се рефлексија на договорот од Преспа, нешто за кое што долг период во Македонија се дискутира. Според мене нешто кое што беше пречка за развојот и растот на нашата Република Македонија од независноста до сега, нешто кое што ја кочеше евроатлантската интеграција на Република Македонија и конечно нешто кое што, иако многу луѓе не веруваат дека е возможно да се стигне, благодарение на позитивните охрабрувачки изјави кои што фигурираа во јавноста, веројатно и погодниот момент имав честа како председател на владата, заедно со министерот за надворешни работи, советниците во владата, многу експерти вклучени заедно во процесот со нас, да постигнеме договор кој што според мене представува фер и праведно решение помеѓу две страни кои што има свој антагонизам, политички разлики и обстојуваа во време на спор во кој што дефинитивно нашата земја губеше од постоењето на овој спор. Драго ми е што во овој процес нашиот народ се повеќе и повеќе се охрабрува во поддршка на Преспанскиот договор и рефлексијата од самиот договор, односно процедурите кои што се случуваат во парламентот. Среќен сум како председател на владата што водејќи оваа иницијатива овозможивме шанса преку 80 гласа да им се даде простор на уставните промени во Република Македонија, кои што не доведуваат и до оваа фаза на јавна дебата после утврдувањето на нацрт амандманите од страна на парламентот. Водиме еден инклузивен процес во кој што се обидуваме сите и од власта и од опозицијата да ги направиме колку што е можно поспокојни граѓаните на Република Македонија во делот на она што представува отворено прашање што ќе се случува после евентуалното усвојување на уставните амандмани, колку тоа задира во чувствата на граѓаните, колку е тоа нешто кое што ќе не раздразни доволно за да се чувствуваме непријатно, наспроти шансата која што се отвара за Република Македонија, посебно во незините перспективи кон интеграциите во НАТО и во Европската Унија, но истовремено и отварањето на перспективите за подобар економски прогрес, подобра економска благосостојба, но и стегнување и зајакнување на нашите институции, како и зајакнување на севкупното наше општество. Договорот од Преспа предизвика потреба од промена на 4 амандмани во Уставот, и јас ќе ги кажам во детали како се формулирани во нацрт фазата и на крајот ќе се обидам да ги кажам еден сублимат од дебатите или барем еден дел од сублимат од дебатите кои што се случуваат во Комисијата за уставни прашања на пленарните седници пред утврдување на потребата од отварањето на Уставот, но и за време на дебатата која што се отвори за нацрт амандманите предложени од страна на владата. Амандманот 33 кој што е доставен предвидува во Уставот зборовите Република Македонија да се заменат со зборовите Република Северна Македонија, а зборот Македонија да се замени со зборот Северна Македонија. Сето тоа насекаде во Уставот, освен во членот 36, бидејќи во него зборот Македонија се споменува во историски контекст, а не како име на нашата држава. Во согласност со договорот, со уставен закон ќе биде утврдена примената на одредбата во однос на важноста на веќе постоечките документи и материјали издадени од органите на власта на Република Македонија. И тој дел е замислен како да биде вграден во уставниот закон. Со амандманот 34 во преамбулата одлуките на АСНОМ се заменуваат со прогласот од првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ и истовремено се додаваат зборовите
Охридски рамковен договор. Значи Асном не се брише од преамбулата, напротив, Асном сега во новиот предлог ќе се спомнува 2 пати, за да правиме јасна дистинкција за намерата, која е со предложениот амандман во делот на Асном се појаснува дека се повикуваме на правните решенија кои се содржани во прогласот на Асном како темел на нашата државност. Најважните делови од Охридскиот рамковен договор исто така се составен дел од нашиот устав и се веќе инкорпорирани уште од 2001 година. Со тоа што тој договор помогна дефинитивно да го зачуваме мирот во 2001 година и дадо можност државата да се развива како едно општество за сите, овде само го додаваме насловот на овој важен документ за Република Македонија во историскиот контекст кој што го има во самата преамбула на Уставот на Република Македонија. Во амандманот 35 во членот 3 ќе се додаде реченицата: Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Со внесувањето нова реченица во членот 3 даваме дополнителни гаранции дека нашите граници со соседите се трајни и неменливи. И амандманот 4, или точно амандманот 36, со овој амандман ќе се преформулира сегашниот член 49 и во него ќе стои дека Република Македонија го штити, гарантира и негува историското и културно наследство на македонскиот народ. Со амандманот се гарантира заштита на правата и интересите на македонските државјани кои живеат или престојуваат во странство и унапредување на нивните врски со татковината, без тоа да значи мешање во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Со новата формулација на членот 49 се даваат гаранции за заштита на македонскиот идентитет. Идентитетот на македонскиот народ е заштитен и овде дилема нема. Нема да има никакви промени во идентитетот, уште повеќе се внесува обврска во Уставот за заштита и негување на самиот македонски идентитет. Внесувањето на дополнителна заштита на македонскиот идентитет не е на сметка на другите заедници. Во членот 48 на Уставот веќе има силни гаранции за идентитетите на помалку бројните заедници во Република Македонија. Процесот на уставните измени треба да заврши со усвојување на предложените амандмани после јавната дискусија и со одлука за измена на Уставот, што ќе ја донесе собранието со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници. Во одлуката ќе пишува дека овие амандмани се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во сила со денот на влегување во сила на конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуцијата 817 и 845 на Советот на безбедност на Обединетите нации за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995 година и во споставување на стратешко партнерство меѓу страните, кое што во суштина значи откако договорот ќе биде ратификуван во Грција и истовремено кумулативно да биде и ратификуван протоколот за членство во НАТО од страна на Република Грција. И сега укажувам на фактот дека измените на Уставот ќе важат дефинитивно откако Грција ќе ги спроведе своите обврски. Грција мора во изден или заедно паралелно да ги ратификува конечната спогодба за решавање на спорот со името и протоколот за нашето членство во НАТО. Ова секако е дополнителна заштита за нас, секако доколку Грција не ги исполни своите обврски, тогаш нема да важат измените на Уставот, односно нема да стапат на сила и автоматски ќе се поништат. Ова е гаранција што беше побарана и од собраниската говорница, кога се одлучуваше дали да се отвори овој процес и што за нас беше апсолутно прифатливо, бидејќи е во духот на одредбите од договорот од Преспа. Токму тука сакам уште еднаш да нагласам дека остануваме и понатаму отворени за други предлози што се прифатливи во духот на договорот од Преспа. Впрочем, само така ова јавна дискусија и ќе добие на суштина. Дозволете ми во завршницата на ова моје обраќање само накусо да укажам на основните принципи што не раководеа во фазата што претходеше на процесот на уставните измени. Со грчката страна си рековме дека процесот нема да го ставиме меѓу црвени линии и дека ќе бидеме насочени кон решение, кон компромис. И дојдовме до решение. Тогаш кога сите тврдеа дека тоа е невозможно, денес сите заедно гледаме дека е возможно, заедно ги живееме и овозможуваме овие историски моменти за нашата земја. Ставивме крај на еден спор, ставивме крај на повеќе годишни разлики што издигнаат зид,
кој ги отежнуваше пријателските односи помеѓу Република Македонија и Република Грција. Прашањето беше отворено скоро 3 децении. И тоа беа 3 децении неизвестност за нашата иднина. 3 децении сериозни грижи со, мора да признаеме, несакани последици. Затоа и јас, и премиерот Ципрас, министрите за надворешни работи Коцијас и Димитров, членовите на нашите влади, со нашите советници и со подршка на Обединетите нации, Европската унија и на нашите заеднички стратешки пријатели, бевме одлучни дека ќе дојдеме до решение. Достоинствено и прифатливо решение секако за двете страни. Покажавме дека сме подготвени да го преземеме лидерството и одговорноста. Повикавме и ќе повикуваме и понатаму на одважност, храброст, но и на должноста на пратениците да ја препознаат историската шанса во интерес на граѓаните. Повикавме на обединување во општеството околу врвните приоритети, наши државни и национални, и да донесеме одлука која што верувам младите и идните генерации ќе ја имат како одлука за паметење. Сите заедно треба да ја овозможиме на државата напредок, да ја овозможиме членство во Европската унија и во НАТО, затоа што сето тоа представува наша стратешка определба, но и дефинитивно тоа е гаранција за подобар живот на сите наши граѓани во Република Македонија. Јас верувам дека експертската јавност ќе биде фокусирана во своите дебати како што и беше досега. Помогна многу експертите, издигнувајќи се над својот субјективитет личен, пред се водејќи се од државниот интерес во севкупната дебата, да денеска можеме да докажеме дека поголем процент или огромно мнозинство од граѓаните даваат подршка на овој процес што во парламентот се случува. Од тука многу е важно да знаете дека неколку сугестии кои што дојдоа прво од 8 пратеници од опозицијата низ првите дебати за утврдувањето на потребата за отварањето на уставните амандмани се прифатени. Така формулирани од член 49 од нацрт амандманите во ставот 1 се вградени сугестиите за зајакнување на идентитетот од 8 пратеници и дебатата која што постоеше претходно. Во уставниот законник ќе се вградат и одлуката за стапување на сила, која што е зависна од одлуката во грчкиот парламент и за ратификацијата на договорот и за протоколот за НАТО, но исто така и во уставниот амандман ќе бидат вградени деталите на постепената примена на новото име во внатрешната употреба, секако, сепак во духот на самиот договор. Би ги кажал на самиот крај и неколку аспекти кои што беа, би го нарекол, изразени предлози на јавната дебата во Уставната комисија или на пленарната седница во 2 наврати. Едниот пат при утврдувањето на потребата од уставните промени и вториот пат при гласањето за нацрт уставните амандмани. Нови предлози кои што доаѓаат се во делот на примената за дома, и тоа од пратеникот Панчо Минов, но и од други пратеници, дека сето тоа треба да се образложи во еден прецизен детален дел, кој што не е надвор од договорот од Преспа, е во духот на договорот од Преспа, односно е согласно договорот од Преспа, но представува постепена примена кој што на еден начин тоа ќе ни го гарантира. Секако предлогот за влегувањето во сила уште од многу пратеници е номиниран заради тоа што е истакнато прашањето што ако не Грција го заврши својот дел. И овде имаме важна алатка. И сакам да знаете дека тоа е консултирано со Грција. И е логичен дел од самиот договор. Затоа што и во самиот договор пишува дека Грција сака да има честа да биде прва земја која што ќе го ратификува протоколот од НАТО. Секако овде имаме еден моментум каде што нашата земја треба да преземе чекор, а тоа е после нашето гласање, ние треба да информираме грчката страна дека имаме успешен процес. Се надевам дека ќе биде успешен процесот и во еден таков дел ние треба да побараме како Република Северна Македонија од грчката страна ратификација на протоколот НАТО. Оти така е опишано во самиот договор, а во суштина ние ќе бидеме Република Северна Македонија за меѓународна употреба, откако Грција ќе го ратификува и договорот и протоколот од НАТО. Тој моментум, верувам, со експертите ќе го најдеме, заедно сите, за да можеме да го изнајдеме начинот како тоа паралелно да се случи, а секако и конечно после одлуките во Грција и да стапат во сила уставните амандмани во Република Македонија.
Следна сугестија е промената во Уставот и тоа во делот на преамбулата. Јас заради внимателноста на дебатата, да не предизвикам никаде реакции, сакам да номинирам овде, уште еднаш, ние имаме преамбула, имаме наслов на Уставот, имаме Устав и текст на Уставот. Така да, верувам дека сите ќе се разбереме во целиот тој дел и во преамбулата, сето она кое што досега е вградено предизвика и следни потреби. Една од следните потреби е таму каде што се зборува за референдумот од 1991 година, да биде и номиниран и Уставот од 1991 година. И беше дел од дискусијата и предлозите. Дела и пратеникот Минов, но и другите пратеници се, ако не се тука, ќе ме извинат што не ги спомнувам, но имаше такви дискусии. Илија Димовски, например, дискутираше и многу други пратеници во делот на Уставната комисија во Собранието на Република Македонија, но и на пленарните седници. Исто така, од делот на албанската опозиција, пред се Алијансата за албанците и БЕСА, на Билел Касами, кој што е председател, дадоа сугестии и во делот на преамбулата. Еден дел од тие сугестии отидоа до таму да се изедначат сите етнички заедници во Македонија. Но еден дел од сугестиите кои што ги дадоа на чувството кое што го имат тие, а опишано во преамбулата, кое што кај нив, како помалку бројни етнички заедници и тие како пратеници, негуваат чувство кое што не е толку пријатно во зборовите, кои што се номинираат во преамбулата и кои што викат кои живеат во нејзините граници. Значи, во делот на преамбулата, како што е самиот нејзин почеток, имаме осврт кој што вели: граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во нејзините граници, кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ и така натаму. Првиот предлог беше за сите граѓани да се однесува. Мојата реакција беше дека сепак постојат и етнички држави, како што е Албанија, како што е Босна, како што е Турција. И од тој дел верувам дека тоа би било премногу. Но во делот на зборовите кои живеат во нејзините граници, можеби ќе го направи попријатно чувството кај помалку бројните заедници. И од тука предлогот беше граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, како и граѓаните кои се дел од албанскиот народ, би предизвикало кај нив попријатно чувство. Оти со овие зборови кои што живеат во нејзините граници викат како да сме привремено овде, како да сме за сега, утре нема да бидеме. Со аргументите ова и наша татковина, ние сме родени овде, нашите деца се родени овде, но нашите татковци и дедовци се родени овде. И ние друга татковина немаме. Тоа е аргументацијата на овој предлог кој што падна. Понатаму, имаме предлог заради нејаснотиите околу прогласот од АСНОМ, да се прецизира дека се однесува на правните решенија на АСНОМ. И од тука до крај ќе имаме расчистување. АСНОМ 2 пати ќе се употребува, но ќе се алудира токму на правните решенија. И тие се наброени вкупно 9. Каде што апсолутно не предизвикуваме никаде немир, ниту во соседството, ниту дома. А при тоа го зајакнува духот на мултиетничкиот карактер на нашата земја. Следно беше предложено да се воведат и други одлуки од историјата на нашиот народ во Македонија, како што е Кресненското востание и други акти од историјата. Беа предложени, кои што според мене, како прв представник на овластениот предлагач, задират во најмала рака во нови проблематични ситуации со другите соседи. Само заради тоа. Еве, тоа беше дел на господинот Илија Димовски, како што беше и Уставот од 1991. Не чувствувам за Уставот од 1991 дека би предизвикал проблем, но тоа за другите одлуки историски кои што биле, јас го разбирам да се потврди дека ние не сме дрво без корења, дека имаме и претходно своја историја. Но не ни треба вакви формулации за да докажуваме нашата историја. Таа провејува насекаде по целиот Устав и е составен дел од нашето битие. Не ни требаат некои новини кои што веројатно Бугарија би реагирала, може Грција, може Србија, може Албанија, може би било кој од нашите други соседи. Во членот 49, во ставот 3, имаме предлог кој што ја отвори дебатата за еднаквиот третман на водењето на грижа на државата према своите граѓани надвор од државата. Она кое што е во моментот, например, и актуелно во оваа дебата помеѓу јавноста во Македонија и во Грција.
Според мене, европскиот дух во суштина значи дека секоја земја води грижа за своите граѓани. И при тоа ние водиме грижа за нашата диаспора. Не е во ред да не внимаваме на мешањето во внатрешните односи на туги држави. И затоа во духот на тоа пријателство кое што го постигаме, секако беше даден и предлог кој што се однесува за мултиетничкиот карактер на нашата земја. Во членот 1 е зајакнат македонскиот идентитет. И овде има предлог кој што ќе го кажам како плюс да се зајакне. И тоа е прашање на дебата. Но во ставот 3 од членот 49 имаме како водиме грижа за, стои конкретно вака, Републиката се грижи за припадниците на македонскиот народ кои живеат во странство. Од помалку бројните заедници беше отворен аспектот дали Републиката не се грижи и за нашите граѓани, кои што се албанци, турци, бошњаци, власи, роми и сите други етнички, срби и другите етнички заедници, а живеат во странство. Ние водиме грижа, имаме дипломатско-конзуларни представништва кои што им се на располагање на сите граѓани и слично, па предлогот беше да се дополни тоа со одредена формулација како што е Републиката се грижи за диаспората на македонскиот народ и диаспората на другите помалку бројни етнички заедници. При тоа, потврдувајќи го ставот 1, кој што збори дека Републиката го штити, гарантира и негува историското и културното наследство на македонскиот народ. Значи, никако да не се доведе во спорност македонскиот идентитет. И тоа е консултирано со Грција во тој дел, затоа што тие немат проблем со нашето право на самоопределување. И апсолутно додавањето на овој став немат проблем. Тоа е наше право на самоопределување. Тоа е идентитетско прашање и тоа ниеден договор не го опфаќа и немаме проблем со оваа работа. Секако плюс е потврдено и преку македонскиот јазик и македонскиот идентитет на секој дел и немаме дилема. И тоа веруваме дека ќе им олесни на многу граѓани. За да нема дилема од таа дебата што беше отворена постојано, дали ние го губиме и нашиот идентитет со промена на името од Република Македонија во Република Северна Македонија. Еве го зајакнуваме токму овде. Понатаму, предлогот кој што исто така беше додаден во членот 49 став 1, каде што стои идентитетот. Одредени пратеници, меѓу кои пратеникот Минов, но и други пратеници, дадоа дополнителна сугестија која што вика Републиката го штити, гарантира и негува историското и културно наследство и додава овде и собствените особености, се додава плюс, на македонскиот народ. Со тоа дека се јакне плюс идентитетското прашање. Јас верувам дебатата оди до самиот крај, до кога имаме чувство за потреба како тоа да го верификуваме идентитетот на македонската заедница, која што е најмногу бројна во Република Македонија. Се надевам дека дебатата ќе биде до крај приемчива, но на крајот да не испадне дека лечиме комплекси, па на крајот докажувајќи го тоа нашиот идентитет да забегаме во некоја друга крајност и затоа треба да бидеме одмерени. Јас сум окей, грчката страна нема проблем со вакви прашања кои се идентитетски и секако тоа е наше право, еве го зајакнуваме и во самиот устав. И важно е за делот на државјанството да се прецизира во уставниот законник, за да направи јасна дистинкција што значи државјанство или citizenship или граѓанство од националност или етнички дел. И тоа е дадено како предлог, макар во уставниот законник да биде предложено. Тие се отприлика предлозите кои што излегува во самата дебата. Може би сум нешто испуштил, овде има и пратеници кои што може да ме дополнат, но генерално јас верувам, ако јавната дебата се движи во вистински правец, ние како влада сакаме да го слушнеме гласот на експертите луѓе во Република Македонија. По сите овие прашања. Ако ова изгледа поприлично попријатно, ние би имале храброст да најголем дел од овие предлози ги вградиме. Секако морам да напоменам дека консултираме Грција. Кога сте во диалог со две страни, гледате да не направите демидж или проблем од грчка страна. Веројатно и тие, кога носат одлуки, го прават истото и за многу прашања и нас нимат консултирано и во делот на изјави, поставености или слично. Тоа е и духот на пријателството кое што сакаме да го изградиме. Но она што сакам јас да го споделам со вас, дека лично јас
огромен процент барем од парламентарното мнозинство што го имам консултирано. Членовите на владата се поприлично позитивни за овие предлози кои што беа дадени, освен таму каде што јас лично дадов замерка на тие длабински историски одлуки кои што беа номинирани. Генерално за другите сме позитивни, но на крајот на денот ние сме само политичари. Верувам дека експертите, универзитетските професори, стручните луѓе, независните луѓе кои што гледат на независен начин на ова прашање, ќе ја помогнат целата ова јавна дебата, за да можеме прво да олеснеме на одлучувачкиот процес, но најважниот се да им појасниме на граѓаните на Република Македонија за што всушност се работи, кои се придобивките од ваквите уставни промени и колку е тоа важно за Република Македонија и за иднината на Република Македонија, како и за генерациите кои што доаѓаат после нас. Јас овде би завршил и секако ве повикувам на јавна дебата, веројатно Миле требаше тоа да го направи, но секако целта е токму таа како прв представник на овластениот предлагач, тоа е владата, да ги дадам овие влезни појаснувања се со конечна цел преку записници кои што ќе ги водиме како сублимат на ваквите јавни дебати на крајот со завршување на 5 дена кои што се 5 работни дена, така ги сметаме. Денеска е првиот, среда, четврток, петок, понеделник и вторник ќе траат дебатите, имаме дополнителни 2 дена, ние како влада да ги сублимираме амандманите и како конечни амандмани да ги доставиме до парламентот. Парламентот исто така, веќе во таа фаза, има право да достави амандмани на самите амандмани, кои што низ дебата ќе се одлучуваат. Но јас верувам дека инклузивниот процес, паралелно со процесот на помирување, паралелно со реформскиот процес, и како може да го помогне целиот овој чин на уставни промени во собранието, нашиот интеграцијски процес, севкупното смирување на духовите во државата и фокус на реформите кои што на крајот треба да донесат многу понадежен, поспокоен и поперспективен живот за сите граѓани во Република Македонија. Благодарам.